Насловна страна на денешниот дневник. Каналот претисен за огромниот број пловни објекти. Шумски пожар во реонот на селото Расино. Трошоците на живот со годишен раст од 16%. Одбележани 35 години од Вевчанскиот случај. Поевтинуваат горивата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и многу топло, максималната дневна температура 31 степен Целзиусов, а во текот на ноќта кон вторник ведро и топло. Утре над најголем дел од Европа времето претежно сончево со локална облачност. Ќе биде исто многу топло, особено топло се очекува во западна и југозападна Европа, а локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров услови за врнежи од дожд. Утре на Балканот времето претежно сончево со локална облачност. Ќе биде многу топло, локално во централните и приморските делови услови за врнежи од дожд и грмотевици. Максималните температури од 24 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник претежно сончево со локална облачност и топло времено со благ пад на дневните температури. Ќе дува до умерен слаб северен и североисточен ветер. Минималните температури од 13 до 22, максималните од 27 до 36 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник претежно сончево со локална облачност. Ќе биде топло со слаб североисточен ветер. Минималната 17, дневната 29 степени. Во среда и четврток предпладне сончево со локална облачност и топло, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици и дневна температура од 27, односно 26 степени Целзиусов. Во петок умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и дневна температура од 28 степени Целзиусов. Супер акција во Миса Маркети. Цвет шампон 230 мл 89 денари. Сладолед Цермат 1000 мл 179 денари. Сладолед Кареса 2000 мл 139 денари. Чипси 230 грама 85 денари. Чипси домачински солен 60 грама 29 денари, 160 грама 67 денари. Тиквеш Смедеревка или Роза 1 литар 118 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Каналот Билјанини извори претесен за огромниот број пловни објекти. Некогашното зимувалиште на Плашицата, каналот Билјанини извори, последните години не само што е загаден од атмосферска канализација, дополнително се загадува и поради тоа што пловилата токму тука ги полната резервоарите со бензин. Со години најавуваната марина за пловилата во Охридското езеро се уште ја нема. Охридското езеро остана без марина, иако со децении се најавува изградбата на соодветно паркиралиште за пловните објекти, тоа до денес го нема. Каналот Билјанини извори остана импровизирана марина, небезбедно паркиралиште за пловилата. Најкритичен е влезот во езерото, кој е непрегледен и тесен. Тешко се разминуваат пловни објекти кои спловуваат и впловуваат, обколени со трски, глисери, чамци, кајчина, бродови и едрилици, кои секојдневно влегуваат во езерото. Потребата од изградба на марина со вода, струја и дотур на гориво последниве години е се поголема поради зголемениот број на пловила. Во моментов сите места се исполнети, се бара ново парки место за пловило повеќе. Се надевам дека ќе се изнајде начин да се изгради што побрзо марина за тој притисок да се заврши. Многу пловила се, по информација што имам околу 3000 пловни објекти се регистрирани во капетанија. Ние стопанисуваме со 130 парки места, а вкупно во каналот има само за 250 парки места. Јавното предпријатие Билјанини извори за да одговори на потребите на барателите и годинава нуди сува марина, но за такво паркирање на пловилата нема интерес. Имаме и сува марина, ама тоа ретко кој го користи. Него сака сите баре сите си имат обезбедена сува марина, проблем е да паркирањето во каналот. Некогашното зимувалиште на Плашицата, каналот Билјанини извори последниве години не само што е загаден од атмосферската канализација, дополнително се загадува поради тоа што пловилата токму тука ги полнат резервоарите со бензин. Со децении се најавуваше изградба на марина, се бираа разни локации, се држеа јавни дебати, но последниот одговор од надлежните, Министерството за транспорт, за изградба на ваков објект е оправдување дека УНЕСКО забранува изградба на марина. Пожар избувна денеска на планински непристапен терен во реонот на селото Расино. На терен се екипи на македонски шуми и територијалната противпожарна единица од Охрид, информира Славчо Голабовски, директор на подружница Галичица на јавното предпријатие Македонски шуми. Зафатена е нискостепната дабова шума, меѓутоа имаме проблем со еден далековод, реагираше Еванес го исполчи. Во момент таму се екипите на национални шуми, со едно противпожарно возило и 7 луѓе. Во моментов се очекува да пристигнат уште 8 луѓе други и е противпожарната територијална единица на Охрид, тоа е со едно противпожарно возило и 20 пожарникари. Во моментов делот фронтот на пожар е ограничен, меѓутоа ветар има. Се надевам дека со пристигнувањето на оваа екипа ќе има движењето на огното сите страни. Трошоците на живот продолжуваат да растат. Во јули бележат раст од скоро 2%, а годинава во споредба со претходната пораснале за 16%. Трошоците на живот во јули во однос на јуни годинава во државава се зголемени за 1,9%, а цените на мало за 2,5%. Споредено со јули лани, трошоците на живот минатиот месец биле повисоки за 16%, а цените на мало за 14%, објави денеска Државниот завод за статистика. Пораст на трошоците на живот во јули во однос на претходниот месец е забележан кај лебот и житата за 4,8%, сирењето и урдата за 4,5%, млекото за 3,6%, свежото и разладено овошје за 2,9%, виното за 2,5%, месото за 1,8%. Во јули исто така пораст на трошоците на живот е забележан и кај воздухопловниот патнички транспорт за 36,5%, туристичките аранжмани за 11,3%, електричната енергија за 9,9%, поправката на апарати за домаќинство за 8,8%, услугите за сместување за 5,9%, рестораните, кафулињата и слично за 3,1%. Исто така, пораст има и кај фризерските салони, центрите за убавина, услугите за домаќинства, течни и цврсти горива за домаќинства, одржување и поправка на живеалиштето, поправка на мебел, електрични апарати за домаќинство, облека, патнички, транспорт и други услуги.
Намалување на индексите на трошоците на живот во јули 2022 во споредба со претходниот месец е забележано кај свежиот и разладениот зеленчук, освен компирите и другите коренести плодови за 6,4%, рибата и морските плодови за 1,8% и маслото и маснотиите за 1,6%. Традиционалната крводарителска акција, која во организација на Црвен крст Охрид која година се одржува за празникот Свети Климент, и оваа година ќе се реализира во основното училиште Свети Климент Охридски. Крводарителската акција ќе се одржува во спортската сала во училиштето. Вечерва во периодот од 19 до 24 часот и утре 9 август вторник во периодот од 9 до 13 часот. Зголемената потреба од крв и крвни продукти во овој период за пациентите кои се лекуваат во здравствените установи во Охрид нека биде мотив за сите хумани наши сограѓани и гости да ја искажат својата хуманост дарувајќи крв на оваа традиционална крводарителска акција, порачуваат од Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Под мотото Ритам на стихот, ритам на животот ќе се одржува годинешното издание на фестивалот Струшки вечери на поезијата. Повеќе од 25 странски домашни поети ќе учествуваат на главните поетски читања во периодот од 25 до 29 август. Струшките вечери на поезијата и годинава во вообичаениот термин во своето автентично издание на препознатливите локации. Свеченото отворање на фестивалот традиционално ќе се одржи на платото пред Центарот за култура Браќа Миладиновци, каде што ќе биде запален фестивалскиот оган, а свеченото затварање ќе биде со традиционалното читање на Мостот на поезијата. Програмата на фестивалот ќе се одвива во периодот од 25 до 29 август и ќе ги задржи препознатливите програмски содржини на фестивалот. Повеќе од 25 странски поети, како и домашни поети од постарата и од помладата генерација, ќе учествуваат на фестивалот на главните поетски читања. Годинешниот лауреат на Струшките вечери на поезијата, истакнатиот јапонски поет Шунтаро Таникава, поради својата подмината возраст и поради здравствени ризици нема да биде во можност физички да присуствува. Неговиот син Кансаку Таникава, истакнат јапонски композитор и пианист, ќе го прими златниот венец во име на неговиот татко. Кенсаку Таникава во рамки на портретот на лауреатот во Света Софија во Охрид ќе има специјален музички настап инспириран од стиховите на неговиот татко. Специјален гостин на годинешното издание е лауреатот на Струшките вечери на поезијата од 2020 година, израелскиот поет Амир Ор. Во состав на програмата е предвидено меморијално чествување на доаенот на македонската поезија Радован Павловски, вечер на хрватска женска поезија и промоција на специјалниот тематски број на книжевно житие, поетски портрет на Шунтаро Таникава, поетски омаш на Амир Ор, портрети на добитниците на наградите Мостови на Струга и Браќа Миладиновци за 2022 година. Ќе биде организиран и специјален настан поврзан со настапот на избраните поети од платформата Версополис, проект поддржан од Европската комисија. Струшките вечери на поезијата се одржуваат под мотото Ритам на стихот, ритам на животот, при што ќе биде и промовирана антологија на поезија и музика, тематски избор на песни од истакнати домашни и странски поети, чија што тема е музиката. Програмата на фестивалот, почнувајќи од изданието во 2019 година, целосно се пренесува во живо на официјалниот YouTube канал на СВП, така што ќе биде возможно целосно следење од страна на поширокиот аудиториум. Летната сцена во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга деновиве ги собира љубителите на филмот и културата на 6-тото издание на фестивалот за кратки филмови Dream Short. Покрај кинопроекциите, посетителите уживаат во музичката програма, но и во рубриката Искуство во виртуелна реалност. Шестото издание на фестивалот за кратки филмови Dream Short 2022 деновиве го оживува филмскиот дух на летната сцена во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. И покрај скромниот, негламурозен и прилично неформален пристап, првите два фестивалски денови поминаа со најголема посетеност од сите претходни изданија, вели Јаков Поповски, дел од организацијата на фестивалот. Најмногу гости од филмскиот свет кои дојдоа во Струга ова година, дел се учесници во програмата, дел дојдоа само да бидат дел од фестивала како гости. Останатите оф програми кои не се дел од филмската програма, главната филмска програма, почна вчера пред отварањето, имаше промоција на
најновата книга на критичарката, филмската критичарка Сончица Уневска. Посетеноста на културните настани јасно укажува на заинтересираноста на стружани, но и дека фалат такви манифестации, потенцира Поповски. Има Струшките вечери, кои се најважниот поетски фестивал во светот, но тоа е премалку во текот на едно лето, па ние сакаме и тоа е нашата намера да збогатиме културната програма во градот, а следната, односно повисоката цел ни беше да ја вратиме кинокултурата во Струга, односно да се врати редовната кинопрограма која за жал ја нема ни во Охрид ни во Струга во текот на годината. И мислам дека тоа е катастрофално за едно општество да нема кинопрограма. Фестивалот Dream Short трае до 9 август, а покрај кинопроекциите најавена е и музичка програма, но и рубриката Искуство во виртуелна реалност. Вчера во мултикултурниот центар Коста Сарбаковски во рамки на програмата на Вевчанско лето 2022 година во Вевчани се прославија 35 години од вевчанскиот случај под мотото "Никогаш да не се повтори тама и да не се заборајт" во организација на Вевчани Турист Инфо, а под покровителство на општина Вевчани. Манифестацијата започна со отворање на изложба на уметнички дела на вевчански уметници, пошто се обрати градоначалникот на општина Вевчани, кој истакна: "Ова е значаен датум од нашата вевчанска историја. Од тогаш навака Вевчани и Вевчанецот станаа пример за непокор и достоинство. Спомените се толку свежи, голема беше неправдата, а желбата уште поголема, да го зачуваме најголемото богатство што го имаме, водата." Во рамки на програмата беа емитувани автентични аудио снимки од новинарот во пензија од Радио Београд Драгослав Симиќ, кој го следел вевчанскиот случај. Фотографиите и аудио записите на Симиќ се достапни на сајтот на општина Вевчани. На 7 август 1987 година одредот на специјалната полиција за прв пат употреби електрични палки на својот народ, за да ги растера вевчанци кои се спротивставија на поставувањето на цевки на водовод за елитната населба Елен Камен. Цевките со кои требало да се обезбеди вода на соседното Октиси биле со доста поголем пречник од претходно договореното меѓу двете местни заедници и општина Струга, а со тоа на прочоените вевчански извори требало да се извршат големи зафати. Полицијата се спротивставила на жените и на младината, бидејќи најголем дел од машкото население било на печалба, откако машкото население се организирало и заканило дека ќе употреби огнено оружје. Полицијата после неколку дена се повлекла од Вевчани, за случајот следеле нови преговори. Незадоволни од новите решенија, вевчанци правдата ја бараа преку протести во Скопје, но без успех. Овие протести траеле околу 3 години, се додека на чело на председателското представништво на СФРЈ дојде Васил Тупурковски, кој уважил најголем дел од 5 барања на вевчанците во 1990 година. Случувањата во врска со вевчанскиот случај ги следела и агенцијата Reuters, денес Reuters, а веста за употребата на електричните палки ја пренесуваше и New York Times. Приведен крадец од Прилепско во Охрид, парите пронајдени и вратени на собственикот. Вчера во 12 часот и 45 минути полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 51 годишен жител од Прилепското село Големо Коњари. По пријава од малолетник од Прилепското село Големо Коњари, тој бил затегнат непосредно по извршена кражба на пари од сместувачки објект во Охрид. Парите се пронајдени и вратени на оштетениот, а против сторителот кој бил приведен во полициска станица ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од Министерството за внатрешни работи. Горивата поевтинуваат за 2 до 3,5 денари. Бензинот Евро Супер БС95 и екстра лесното масло за домаќинство од Ноќеска на Полнојк поевтинуваат за 3,5 денари по литар. Дизел горивото Евродизел за 3 денари, а за 2 денари бензинот Евро Супер БС98, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на литар Евро Супер БС95 ќе изнесува 90 денари, а 92 денари на Евро Супер БС98. Литар Евро Дизел БС ќе чини 90 денари, а екстра лесното масло 87,5 денари. Се намалува и малопродажната цена на мазотот за 0,557 денари ќе изнесува 52,786 денари по килограм. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,8% во однос на одлуката од 5 август. Во продолжение вестите од светот.
Денеска Советот за безбедност на Обединетите нации треба да се состане на вонредна седница во врска ескалацијата на конфликтот во појасот Газа. Советот за безбедност на Обединетите нации ќе се состане за да разговара за актуелната ситуација во појасот, а иницијативата ситуацијата во појасот да се стави на дневен ред на вонредната седница доаѓа од Обединетите арапски емирати, Кина, Франција, Ирска и Норвешка. Прекинот на огнот меѓу Израел и Исламски џихад стапи на сила доцна синоќа во 23 часот и 30 минути, но само 8 минути потоа ракети полетаа кон Израел. Само еден ден по завршувањето на најголемите војни вежби на кинеската армија во морето и воздушниот простор околу Тајван во знак на протест против минатонеделната посета на претседателката на представничкиот дом на САД Ненси Пелоси на Тајван, Пекинг најавува нови маневри во областа. Командата на кинеската народно-ослободителна армија соопшти дека ќе спроведе заеднички вежби фокусирани на против подморнички операции и напади од отворено море. Втор ден Пекинг ги продолжува вежбите околу Тајван, а време траењето и прецизната локација на најновите вежби не се познати. Кина вчера требаше да заврши со спорните војни вежби. Војската на Тајван објави дека 20 кинески војни авиони и 14 војни бродови учествувале во вежбите во саботата, а кинеските беспилотни летали повторно биле забележани над Кинмен островот под управа на Тајван. Турција нема да го подржи приемот на Шведска и Финска во НАТО додека тие држави не ги исполнат своите обврски во врска со борбата против тероризмот, изјави турскиот министер за правда Бекир Боздак. Според Бекир, Анкара се уште нема добиено никаков одговор од Шведска и Финска на барањето на Турција за екстрадиција на лица вклучени во терористичките активности. Турција претходно соопшти дека меморандумот што го потпиша со Шведска и Финска на маргините на самитот на НАТО во Мадрид не е конечен, и дека турскиот парламент можеби нема да го ратификува нивното членство доколку Стокхолм и Хелсинки не ги исполнат своите обврски во борбата против тероризмот. Уште два брода, едниот со пченка, другиот со соја, денес ги напуштија украинските пристаништа, соопшти турското министерство за одбрана. Па така бројот на бродови кои ја напуштија Украина по најавата за руско деблокирање на пристаништето се зголеми на 10. Бродот Сакура отплови за Италија од јужни пристанишен град во областа Одеса со 11.000 тони соја. Бродот Аризона исплови од блиското Црно море, превезува околу 48.000 тони пченка до турскиот Искендерун. 4 бродови кои ја напуштија Украина во неделата треба да пристигнат вечерва во Истанбул. Тие ќе бидат разгледани ден подоцна, а меѓународната заедница стравува дека рускиот напад врз Украина и последователниот прекин на извозот на жито може да доведе до недостиг на храна, па дури до глад низ целиот свет. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.